Прашањето беше како да правиме зухд. Зухдот, почитувани браќа, учењаците го препишеле со различни терминологии. Затоа што зухдот не е нешто што се учит, него зухдот е во врска со срцето, врзано во срце. И колку да се докажвит од ситуациите, од учењаците, тоа пак зависит од човекот во неговото срце. Колку му е врзано срцето со ахиретот или пак му е врзано со дуњалокот. Зависит љубовта на дуњалокот кај него, колку имат влијание. Затоа учењаците, како што вели Ибнул Каим рахимахуллаху таала, дека најдобро што го препишал тоа беше неговиот учител Ибн Тајмија, Аллах да му се смилува, и велит што е зухд. Велит остави го она што нема да ти биде во корист на ахирет, судниот ден. Значи да оставиш све што нема да ти биде во корист судниот ден. Секој збор, секое дело, секое нешто што знаеш дека нема да ти биде во корист судниот ден, не само што нема да ти биде во корист, него ќе одговараш за то и ќе се прашуваш за то, треба да се оставит и остранит. Да му се дава предност на ахиретот, да не се врзуваат срцето за овој свет и да се оддалечит од све што се те спречува од Аллах субханаху ва таала. Почитува ги Аллаховите наредби и оддалечи се од све што има забрането и оддалечи се од све што во тоа има сумња. Како што вели посланикот салаллаху алейхи ва саллем во хадисот на Нуъман ибн Башир радијаллаху таала анху: Ал-халалу бейинун вал-хараму бейин. Халалот е јасен и харамот е јасен, а меѓу нив има нешта кои не се познати, велит пратеникот салаллаху алейхи ва саллем. Затоа велит оној кој ќе се воздржи од тоа што е сумнително, тој го сачувал својот образ и вера. Тој што ќе се воздржи од она што е сумнително, ќе се оддалечи. То било за дуњалочки работи, например, човек да се осамит со некоја жена. Овде мој тој ништо да не прави со незе. Или мој пак таја да му е нешто од фамилијата. Ама треба човекот за да го спаси и да го чува својот образ, треба да се оддалечи од сумнителни ситуации. Зашто луѓето кога ќе поминат покрај тебе, ќе сумњат. Ја нема да речет му беше жена, му беше брачеда, му беше, него ќе рече тој беше со една жена, посебно ако не е позната. Ако не е позната, ако не ти знаат, народот не знаат што ти е таја, тебе. Нато посланикот салаллаху алейхи ва саллем велит оние што паднат се чуваат од сумнителни работи, ќе ја чуваат, велит, и се оддалечат од тој, ќе зачува својот образ и вера. Ова не значи, велит, човек да не работи во дуња, да не го барат својот риск, да биде аскет. Или пак да не значи ова да не живее добро во дуњалокот, него срцето да не му се врзува по дуњалокот. Срцето да не се пушти по дуњалокот. Затоа кога го прашале на имам Ахмед рахимахуллаху таала, дали човекот може да биде аскет, захид, а да има 100.000 денари или дирхеми во тогашно време, да речеме како сега, 100.000 евра, или 200.000 евра, или милион. Дали може да биде аскет тој човек? Рече имам Ахмед, да, ама под услов. Ако се зголемуваат, ако му се зголемуваат богатството, не се радвит. Па и ако се намалуваат, не се секират. Не му е жал за тоа. Значи човекот може да биде аскет, иако имат многу богатство. Не значи да живеат распарчен, со стара облека. Не.
То све е врзано во овде, аскетизмот. Не во гледање, него во срце. Ако човекот е овде аскет, значи срцето не му е врзано со дуњалокот, тој е аскет, иако имат многу бари. Ама проблемот е што човекот ако се пуштат по дуњалокот и имат многу пари, тешко е да се чуваат аскетизмот во оваа ситуација. Множинава не може да ја чуваат, да го чуваат аскетизмот. Заш богатството те привлекви во луксузен живот. И заборавеш зашто Аллах субхану ва таала ти го има даено тоа богатство. Значи, она што е целта на ова прашање е дека човекот може да биде аскет ако не ја врзува срцето со дуњалокот, значи да се оддалечи од све што Аллах субхану ва таала има забрането и да се поддржуваат кон Аллаховите наредби и да се оддалечи од све што немат корист, нема да му биде во корист него судниот ден. Ова ти е аскетизмот. Накратко, кратко и јасно.